Кога е нечиј живот во прашање, брзата реакција е најважна. Силна сирена, сина ротациона светлина и обележено возило се знак дека лицата во бели мантили брзаат онаму каде што е потребна итност. Бројот е 194, но кога треба да се јавите на овој број и колку време е потребно тимот да стигне до вас, зависи од повеќе фактори. Итната медицинска помош секогаш е со полни раце работа, особено сега во услови на пандемија од коронавирусот. За сите предизвици со кои што се соочуваат, безрезервно давајки се себе си, за да спасат друг, разговараме со координаторот на брзата помош, доктор Милица Бубало. Доктор Милица, добро утро и ви благодарам што прифативте денеска да бидете дел од утрински брифинг. Добро утро и на вас. Како што реков и во самата најава, кога е во прашање нечиј живот, вие сте оние што стигаат први на местото. Итната медицинска помош работи 24/7. Како успевате да одговорите на сите повици? Значи, итната медицинска помош има таква организацијска поставеност да во диспечерскиот центар постојано има тим на доктори и сестра кои 24 часа, кои што одговараат на повиците на граѓаните и ги дистрибуираат повиците до екипите кои што одат на терен. Каква е тимската организираност? Колку тимови имате подготвени да излезат на терен? Во моментот во итната медицинска помош Скопје, значи имаме 8 тима во текот на дневната смена и 7 тима во текот на ноќната смена. Имате ли доволно кадар со кој што би можеле да одговорите на сите предизвици? Знаете како, секој пат нашиот народ секој пат вели, никој пат не е доста, па така и ние викаме, секој пат ни е потребен нов кадар, не го успоруваме, али во моментот сметаме дека може да ги покриеме, али нормално. Доколку би имало можност да имаме нови плюс во работување, секако би биле радосни за тој дел. Колку интервенции во просек имате дневно? Во просек итната медицинска помош во текот значи на 24 часа има од 80 до 120 интервенции, зависно од периодот на денот, на годината, значи тоа зависи од повиците што ќе бидат направени. Зашто најчесто ве бараат граѓаните? За све. Јас така ви рекла, мислам баш буквално е така. За све се јавува да секаков совет, дали ќе биде тоа медицински совет, дали ќе биде интервенција од наша страна, за некоја ургентна итна состојба, буквално за све. Како што и самите рековте, дневно примате од 80 до 120 повици. Во услови на голем број повици, како одлучувате кој повик да добие приоритет? Од страна на дежурниот доктор кој што одговара на телефонот, значи ќе добие прашања врз основа на симптомите што ги мислам што ги пријавил самиот граѓанин, зашто ја побрал линијата 194 и врз основа на одговорот на прашањата така се прави приоритет на повикот. Кои се прашањата на кои што треба да ви одговорат? Значи зависно од симптомите што ги пријавил, првичните симптоми. Пример, ако пријавил граѓанинот дека има болка, значи од страна на нашиот доктор, што е на линијата 194, му е поставено прашање па каде се наоѓа болката, па со кој интензитет и така натаму. Имате ли доволно опрема и возила за да одговорите на секојдневните предизвици? Значи во текот на претходниот период, што беше, набавена е нова опрема, значи за брзата помош Скопје, така да во моментот располагаме со доволен број на опрема. Нормално секоја опрема си има одреден век на траење, така да во текот на годините или периодот што престојува, како секоја опрема ќе се строшува или ќе поминува векот на траење, така ќе се обновува. Бидејќи брзата реакција значи живот, колку време е потребно да стигнете до одредена локација? Што е најголем проблем кој на некој начин би можело да ве успори да одговорите брзо? Значи, вработените кои што работат во нашата служба се трудат колку што можат најбрзо да стигнат на местото каде што се случила несреќа или е потребна итната медицинска помош поради било која ургентна состојба, али за жал некој пат
Тоа може да биде и побавно, заради тоа што, нели, знаеме, многу зависи од сообраќајот во секојдневното живење и движење низ градот. Некој пат самите гужви и неможноста да се пробие низ гужвите, затоа што, нели, немаме посебна лента зидна за медицинска помош во градот, така да и се случува да задуциме на одредени. Како се справувате во оние пикови на сообраќај, особено кога сите се враќаат од работа? Тоа ќе мораме да ги прашаме нашите возачи. Верувам дека им е премногу стресно, заради тоа што треба да внимаваат, заради тоа што одговараат за своите животи, на вработените животите, а и за околните животи, нормално да не направат сообраќајна несгода. Така да, мислам, напнатоста кај нашите возачи е секогаш присутна, да сепак стигнат најбрзо што можат на местото на настанот, а да не направат било каква сообраќајна несгода или да не загрозат било кој нечи човечки живот. Имате ли се уште случаи во кои несовесни граѓани до вас упатуваат лажни повици? Значи, поред вистинските повици има и лажни повици, тоа не го оспоруваме, не бегаме, заради тоа што, нели, секој мисли дека му е потребна итната медицинска помош и во ситуации кога не е ургентна состојба. Па еве еден пример да кажем, имавме дури пријава за еден повик и постојан повик на еден граѓанин кој што едноставно сметаше дека треба неговата да седи тим на итна медицинска помош дома кај него, додека он ја рани неговата неподвижна мајка. Значи има и такви ситуации кога луѓето едноставно не сваќаат или не сакаат да разберат дека итната медицинска помош е стварно само за итни ургентни состојби. Секоја друга состојба може да биде збрината од страна на матичниот лекар и таму да се консултираат со матичниот лекар. Кога во прашање се ковид пациентите се ставате во ризик, дали ви информираат дека станува збор за пациент кој е ковид позитивен или има ли случаи каде ги прикриваат овие информации од вас? Значи, тоа зависи од совесноста и свесноста на граѓаните. Дали сакаат да шират заразата или не сакаат да шират заразата, тука не можеме да обвиниме никого, нити да осудиме никого. Тоа сепак зависи од свесност. Поради тоа, нашите тимови во секоја ситуација им е укажано и тоа го практикуваат да носат лична заштитна опрема без разлика дали се работи за ковид позитивен или непозитивен пациент. Така да, има некој пат се случува, не го оспорам. Дали реално да се очекува од граѓаните да бидат сигурни дека некаде има резервиран кревет? Молим? Дали е реално од граѓаните да очекуваат кога ќе ве повикаат дека за нив треба да има резервирано кревет? Значи, итната медицинска помош нема има комуникација со болниците, али нема кревети на располагање, да се разбираме. Значи, воопшто ние немаме кревети во нашите амбулантни возила, кои што се подвижни за да може да ги сместиме пациентите, нити пак располагаме со кревети во нашите дежурни амбуланти. Така. Кои други услуги ги дава итната медицинска помош како прва реакција? Значи, итната медицинска помош, поред тоа што има тимови кои што интервенираат за итни состојби, имаме и значи обавуваме транспорт на неподвижни болни при прегледи, контролни прегледи кога имаат, имаме домашна посета и имаме дежурни амбуланти кои што работат во ноќните часови, неделите и празниците. Кога зборуваме за домашната посета, за какви пациенти станува збор? Значи, домашната посета интервенира на пациенти, односно кои што имаат специјалистички извештај, поточно обавува продолжено болничко лекување. Запазен на специјалистички извештај. Така. Пред нас е голем број празници, но за вас токму тогаш има и најмногу работа. Подготвени ли сте годинава да одговорите каква е вашата стратегија? Значи, како и секоја година, така и оваа година, ние ќе имаме доволен број на екипи за да одговориме во текот на празниците.
Се надевам дека поради COVID пандемијата ќе нема преголеми групирања од страна на граѓаните и дека нема да употребуваат пиротехнички средства. Доктор Милица, јас ви благодарам за денешното гостување во утрински брифинг. Се надевам дека дадовме одговор на дел од оние прашања кои што секако ги интересираат граѓаните. Секако остануваме ние да соработуваме и понатаму со вас. Ви благодарам уште еднаш за денешното учество во утрински брифинг. Ви благодарам и вам.